И не можам да разберам, барам. Леле, се чувствам како пејач, еј. Оваа песна од познатиот наш пејач Дарко Гелев Брейк и не можам да разберам, барам одговор, ми се врти во глава веќе 2-3 дена. Како што кажува и самата песна, и не можам да разберам, барам одговор. Дали јас денеска ќе добиам одговори од случајните минувачи низ градскиот парк во Скопје, од нашите предци и гледачи на најдобрата забавна емисија, ти реков ми рече да видиме колку добро ја познаваат нашата естрада. Ти играме една многу интересна игра, односно играта вика вака, погоди го текстот на песната, односно продолжи го текстот на песната, да видиме дали нашите случајни минувачи, гледачи и публика ги знаат нашите големи македонски хитови и ти играме игра дали ја познаваат нашава естрада, ќе покажуваме слики од некои наши познати естрадни личности, да видиме дали тие впрочем ги познаваат, да видиме кого мразат, кого не сакаат, ма да не објаснувам многу, видете се во оваа убава емисија на најдобрата забавна емисија, ти реков ми рече, поддржана од најдоброто Метрополис радио. На терен! Метрополис, број 1 радио мрежа. Јана, Здраво. како си? Добро, вие? Јас сум одличен, не ме пресираш, јас сум од тебе постар само 3 години и верувала ти или не. Вред. Океј, сега играме на игричка, малце да видиме дали ја познаваш нашава естрада македонска. Ја слушаш ли нашата македонска естрада? Па не многу, меѓутоа знам неколку песни. Ајде да видиме сега. Имаме една игричка, се вика довршија песната. Може ли? Може? Ајде. Може. Пуши, пуши, пушиме, гајле си немаме. Пуши цела нација со... Гаранција? Браво! Ова песна е од... Не знам од кога. Од Владо Јаневски. Владо Јаневски, да. Ама сигурно имаш чуена. Ја имам слушната, да. Добра. А каже ми омилена пејачка од нашата естрада. Елена Ристовска? Добро, зашто? Не знам, многу ја сакав како мала. Многу ми е симпатична, не знам. А то вие поновиве пејачи сега што искочија помлади? Не ги слушам баш најмногу, меѓутоа, не знам, може би 2 бона. 2 бона? Може би, не знам, не ги слушам. Океј, фала ти. Само кажи ми, дали некој те нервира или ти иритира од нашава естрада? Не. Затоа што не ги ни познаваш, верувам затоа. А да играме уште една игричка и може ќе бидеш добитничка на нашата награда? Може. Јана сега рече дека не ја познаваш нашава естрада, ама јас тука одвоив неколку јавни личности па да видиме што се експонираат вака јавно, па да видиме дали ги познаваш, дали може. Може. Ајде тогаш. Дали знаеш кој е овој човек? Пајак, мислам дека. О, добра си. А ова цуца, дали ја знаеш? Не беше водителка на некој... Не знам како се викаш. Еве ти помогнам, води утринска програма, снима на TikTok. Може првата буква од името? Ј. Јелена? Презимето? Јелена Спенчарска, ама добра си. Да. Значи Јелена позната или не е позната? Па, мислам дека повеќето ја знаат што е води утринската програма. Да. Затоа ја познават, снима и на TikTok. Да, не сум знаела дека снима на TikTok. А кажи ми, странска музика дали слушаш? Да, слушам. Која е причината да слушаш странска музика, не македонска? Па мислам дека многу повеќе ми се допаѓа како изработено се тоа и не знам, воопшто песните само многу повеќе ми се допаѓаат. Океј, фала ти Јана што даде наше интервју. Вака сега наши пријатели се спонзорите, односно Сиора, најдобрата козметичка органска револуција на органската линија. Вака сега сакам ти кажам дека ако случајно бидеш одбрана од нашата продукција и од нашите гледачи како наша добитничка на таа награда, ќе дојдеш во најдоброто Метрополис радио, каде што ние ги правиме нашите емисии на Ти реков ми рече и ќе се подигнеш таа награда од Сиора. Во ред, фала ви. Фала на тебе, чао. Метрополис, број 1 радио мрежа. Здраво, Здравко. Браво. Дали гледате нашата емисија Ти реков ми рече? И гледам така, не стално, ама кога има време гледам. Баш ми е мило. Сет играме ние една игра, да видиме дали ќе познавате нашите јавни личности и нашиве песни. Дали слушате македонска музика? Слушам. Па добро. Ајде да ја довршиме пестава, дали може? Вика вака: пуши, пушиме, гајле си немаме. Пуши цела нација со... Тоа Владо Јаневски песната пуши цела Нација со генерацијални, како беше. Гаранција, добро. Ајде уште една. Беше мрак, а таа беше гола, ама ладна како? Мраз. Како Кока-кола. Тука имаме некои интересни јавни личности, Ајде. дали
Дали ги познаваме овие двајца јавни личности? Карпете таму, Добра. не знам како се вика. Со брадава Миро. Миро. Мисля, че не жена му ова, како се викаше таа, Сарали, како се викаше. Така е, Димитар Атанасовски. Фала ви многу. Само да ве прашам, дали, например, е слушате македонската музика, дали, например, некој мразите од нашата естрада? Не мрзам никога, сите ги сакам. По кафани одите? А сега, за сега ретко, пошто више годините се не се за кафани. Се за кафани, вака, за кафенце, за така. Така е. Омилен наш пејач. Од забавна или народна музика? Како сакате вие? Па е, например, Владо Јанески, овој што запали тоа клубот ваму од Ламбе? Лампе, после овој што отиде во Швајцарија таму, од Радовиш таму, како се викаше. Аха, добро. Океј, од забавна? Од забавна Кристина, ова, од Битолчанкава, од забавна Калиопи и на Сара Мейс. Фала ви многу. Здраво, како ти беше името? Мефај. Здраво. Ајде да видиме дали ја познаваш нашава македонска естрада, дали може? Може, пробам. Дали ја знаеш оваа пејачка? Ова е Ебру, нели? Не е, бро, наша македонка е. Не ја знам. Не ја знаеш? Па добро, оваа не е ни позната. Се работи за една пејачка, нека Андријана Петрушовска, и мене ми ја најдоа. Овој дали го знаеш? Не го знам. Ама ти вајда не ја пратиш македонската естрада? А ако ти покажам, например, некоја јака, некоја пичкица јака? Овие... Што овие? Ве како ли си ги знам, ама? Имињата Како се дина? не ги знам. Како? Знаеш ли кај воделе? Не. Ама ти се познате телевизија. Телевизијата. Дали ја познаваш оваа, например? Ево, оваа мораш да ја знаеш. Појма немам. Немаш? А која македонка тебе ти е најубава? Попремам по македонки, не слушам. Не, вака на телевизија што се појавува манекенка, водителка, која е глумица, која ти е најубава? Појма немам, да те лажам само. Да? Значи, идеш по кафани, слушаш кафански песни? По кафани водам. Имаш некоја јака пејачка, например Марија Луиса, Адријана Кешки, познаваш? Па повеќе слушам српска музика, брат. Да. Еве, која српска пејачка ти е најака онака? Па, основно цета највише слушам. Деца, ако пичка онака, која ти е најака? Сека Алесич Браво, Крлевиша? и Карлеуша, да. А која пејачка највише те иритира? Па, шо знам? Ја не знам. Немаш некоја што ја мрзиш? Не, А нашите политичари? сите, брат. Сите ги мрзиш? Сите. Зашто бе така? Така, зашто не гледа за нас, само за нив. Ти овде што правиш бе, што ловиш? Риби, да те памет да сада. А работиш нешто правиш? Работам, да. Што работиш? Во Тетово работам. Во Шивално, БМВ и Јагуар. А овде каква риба ловиш? Па, црвена перка, караш, тоа. Ова е загадено, дали мислиш дека ова е здраво за јадење? Не е здраво за јадење. И зашто? Така рекреација? Релакс. После што ќе направиш рибата? Ни ја пуштам пак. А, да ти е, браво. За крај нешто да кажеш? Па тоа е, нека. Да се пожалиш од некого? Не. Да пофалиш, да поздравиш некого? Што да пефалам, тоа ти е Македонија, брат. Тоа е Македонија. Биди ми жив и здрав, чао. Метрополис, број 1 радиомрежа. Патко, само да ве прашам како сте на почеток. Океј, да ве прашам дали ја знаете нашата македонска естрада и дали ја познавате оваа наша водителка од нашата македонска ценета естрада. Ова, ја гледаш убаво? Како? Има уста како на патка, како вас. Да, ама убава е како вас, така? Убава е така, тоа сакам да го слушам. Како и дека вас тука ви го чистат ова езерцево од град Скопје или слабо? И чистат и слабо, а? 50-50. Фала, Патки. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ова беше се за ти рековме рече, најзабавната естрадна емисија на овие простори. Се надам дека уживавте во ова петочно издание. 3 март, времето е убаво, се наближува пролет. Ова е Македонија. Толку е, само тоа ќе кажам. Има многу луѓе што ме одбија за анкетава, за ова интервју.
Има многумина кои навистина не ја познават естрадата, некои се срамат, но ова е Македонија за жал, ние не се почитуваме како општество, не ја сакаме естрадата и што можам да кажам, тоа е тоа. Жал ми е моја тужно Македонија, но затоа сум тука јас, за да ја оживеам естрадата. Уживајте во новите изданија на најдобрата забавна емисија. Ти реков ми речи, пишете во коментари кој е вашиот омилен пејач или пејачка на нашата естрада. Metropolis, broj 1 radio mreža.